гледате и слушате новиот подкаст, новата епизода на подкастот со Ана на Ти. Денеска ќе зборувам на Ти со еден наш предсе уметник, морам така да го кажам, потоа ќе ја кажам титулата режисер, режисер кој што е во моментот најпродуктивен, еден од најуспешните, морам така да кажам, без оглед на тоа дали него му се допаѓа или не. Така, меѓутоа тоа е факт. Синиша Евтимов, добре дојде во нашиот подкаст на Слободен печат. Драго ми е што сум тука. Ептен и мене исто. Значи, и јас не сум нешто многу по титулите, меѓутоа тоа што го работиш како што треба и зошто не би го споменале и зошто не би кажале дека апсолутно е така. Јас до пред известно време имавме еден сегмент у Слободен печат во кој што секој ден ги насочував луѓето како да го искористат своето слободно време, меѓу другото кажувавме и нели театарски представи. Па јас мислам дека ајде да не претерам, некој 60-70% од представите режија и веќе бев онака, окей, режија Синиша Евтимов, како веќе некако те знаат луѓето дека тоа што го правиш, најубавиот момент е дека живееш од работата која што ја работиш и ја сакаш, така да честитки за тоа пред се. Ти благодарам, да. Сега, што треба за лажна скромност, нека нема везе. Евидентно е модерен сум у задње време. Ама тоа е последица на долгогодишна работа. Јас стварно, значи, посветен сум на ова што го работам. Оваа година дури правам и 30 години, мал јубилеј, работа во театар, да. Браво. Мојата прва професионална представа беше 95-та година во МНТ, во мојата матична денешна куќа. Дейвид Мамет, Едмонд, се викаше текстот, го работевме заедно со Наташа Поплавска. Така да, долго време го работам ова и претпоставам кога нешто работиш долго време стануваш се посигурен во себе и многу појасно можеш да ги направиш работите што сакаш да ги кажеш и да ги препознаат од таа страна. Така да претпоставам дека во моментот сум да речеме во некој зенит на некоја од мојата работа, така да, претпоставам тоа е последица на тоа. Да. Не, види се, не дека секогаш колку долго време ја работиме работата, па тоа ќе не направи супер професионалци. Не, напротив. Не баш не менува, меѓутоа. У задниве 10 години почнувам полека да ги жнеам плодовите од мојата работа. Не дека претходно не сум бил препознаен на овој или на оној начин, меѓутоа во последниве 10 години мислам дека навистина можам да се себе да кажам, гледајќи се во гледало, па добре, изгледа стигна негде. Супер, супер, баш убаво. Али задоволен сум со тоа, дефинитивно, да. Тоа ми се допаѓа. Кажи ми, каков ти е ставот, кога веќе ја отвараме оваа тема, каков ти е ставот во однос на уметноста и креирање на уметност? Дали мислиш дека уметникот треба да биде како финансиски сигурен или да му е полн стомакот, вака, кога ќе го кажеме народски кажано, за да твори, или пак треба да се бори? Значи, ако одиме од примерот, да речем, ликовен уметник, Ван Гог. Он кубурел со, немал пари ни за бои. Претпоставам и денеска има такви уметници. Да, парадоксална е таа тема. Можам да ја следам и едната страна и да дадам и контрааргументи за другата страна. Да. Малце чудно да го споредуваме Ван Гог, пошто времето во кое што живеел барало од него да се однесува вака или онака. Така. И да се најде во социјалните норми на тоа општество кое што он живеел. Малку е поинаку денеска. Денеска имаме примери, тоа стално многу една интересна приказна негде ја сретнав на интернет, некој фино го има срочено, тоа ќе се обидам сега да го прераскажам. Има милионер кој што има $20 милиона и доаѓа кај тип уметник кој што нема да си купи бои и штафела и сите нели ствари што му требаат. И му вика, слушај, ја ти дам тебе $20,000, ти да ми насликаш мене една слика и тоа е тоа, као таков дил правиме, и он вика, супер, ја немам динар, фала ти, и ој му купува бои, му купува штафела, и вика, не се мучи многу, што сакаш ти на цртен? И уметников го гледа и му вика, важи, и еден строк прави на штафела, така, му е дава сликата, таа е $20,000, али човеков поше е милионер, и има она врски у правите кругови за да се направи хајп околу сликава, така прави хајп околу сликата, ја става, ја изложува у музеј на модерна уметност, и одеднаш сликава више 2 милиона, не е 20, така? Да. И остај тоа, некој ќе ја купи, па он после ќе ја приложи као донација во Тейт, например, или Пеги Гугенхаим, и
седиме ја и ти сме хипстери, гледаме околу стикаве и дебатираме 3 сати. Така да, Да. Таму сме денеска Да. и тоа е малце чудно да ги споредуваме едното и другото, особено што буквално општеството тогаш и општеството денес се доста различни, околностите повеќе, не луѓето, пошто мислам дека као цивилизација малце идеме надоле. Да, не научивме да се сакаме, не научивме да се почитуваме, се класифицираме себе си на различни начини и тоа е безсмислено денеска. Дури, мислам, појманам, живееме у свету кој што викаме оваа војна е добра, оваа војна не чини. Овде е оправдано ова што го правиме, овде го правиме истото, ама не чини. И тоа е за мене фасцинантно. У такво време живееме. Така да се вратиме, нели, сега забегав у приказнава, али да се вратиме на тоа што е денес уметник. Ја не сум уметник. Ја не се сметам себе за уметник. Не, јас се сметам за човек кој што си ја работи својата работа. Добра. Што е уметност денес? Тоа е многу интересно прашање. Знаеш, затоа не можам да се дефинирам себе си како уметник, зашто не сум ни сигурен дека можам да дефинирам што точно е уметност, особено денеска. Нели, еве го, само што го кажав примеров со оваа приказна со Сликаров, ама само да кажам, во среден век овие краљевите имале така дворски луди. Ја повише себе си сметам како дворска луда. Јас сум тука за да анимираш народ. Да, апсолутно, да го забавувам народот. Така дури ти ме препорачуваш во своите. Така да повеќе се сметам како дворска луда, затоа што толку многу луѓе денеска се сметаат уметници, повеќе се бават со политика него со уметност. И тоа ми е мене фасцинантно. Ја не сум тој тип, јас сум тип кој што сака да се забавува, има што да каже, и ако има што да каже, сакам да го пренесам тоа и сите да го разберат, се разбира. Зашто многу често реалниот живот е тотално бесмислен и неразбирлив, па се обидувам на сцена за разлика од Линч кој што со тоа го оправдува своето постоење како уметник, нели скоро не напушти, ама ја сакам овде да има смисла све на сцена. Не затоа што животот ни станува бесмислен, имаме различни препреки, предизвици секојдневни и онда ако више сме дошли у театар, тоа го работам, онда ја викам дај овде на сцена ќе направам нешто што има смисла, што ќе ги натера да забораат на бесмислата на животот. Животот е бесмислен ако почнеш ако влезеш во анализа. Да, апсолутно, не зборам дури ни за филозофските или метафизичките постулати околу бесмисленоста. Добра. Повеќе зборам за неординарниот живот, знаеш, мислам. Тоа. Буквално за тоа зборам, значи денеска ние се соочуваме со не знам, предизвици од типот да платиш сметки, рати и да изживееш некој нормален живот од една страна, а од друга страна се бавиме со тоа ќе се викаш Синиша, не, денеска ќе се викаш Сминиша. За да напредуваш. Така да не знам, бесмислено ми е све у моментов, буквално. И јас ова ми е моето острово, у кое што јас си правам своји паралелни светови, паралелни универзуми, кои што си функционираат. И фантастично е тоа. И тоа е на мене што ме возбудува. Ако некој сака да го нарече тоа уметност, кул. Апсолутно јас го нарекам. Немам проблем. Создаваш, твориш, уметност ми е. Супер. Ама само да кажам, живееме во време на вулгаризација на секој поим. Да, тоа да. Знаеш, и секој себе си се обидува да се нарече вака или онака. Така. Ако ме сметаш за уметник, ти благодарам, супер. Јас себе си се сметам за забавувач, ентертейнер. Добро. Да, ама добро. Види се таа линија меѓу ентертеймент и уметност знае да биде тенка и дали ќе ја преминеш од ова или од таа страна, меѓутоа некој би се ужаснале од ова. Али да, повеќето најверојатно. Па да, ама тоа е така. Значи, добро, ми се допаѓа тоа што си знаеш каде си, кај ти местото и дека сте го правиш тоа што, нели, ја као зимам плата и ја работам својата работа, тоа е мојата работа. Не знам што е проблемот. Многу ја сакам. Да. Тоа е привилегијата на моја работа, што е во принцип претпоставувам од тој аспект, сега појма немам ја статистики, али мислам дека многу малку луѓе во светот го работат тоа што го сакаат. Многу малку луѓе. И тоа е фасцинантно, мислам, тоа се парадоксите на живење, например, во оваа земја. Во оваа земја, уметниците, ќе ги крстиме така, for the sake of argument, генерално, и повторно нека ќе се ужасни од ова, али генерално голем процент од нив, барем во театарскава фела, го работат тоа што го сакаат и се платени за тоа. Ова не постои нигде у свет. Да. Значи, моите колеги во Берлин, Њујорк и Франција работат 4 работи.
Јас мојата прва представа во животот на 19 години ја направив во националниот наш театар, македонски национален театар. Мислам, тоа е преседан. Тоа е нешто што не се случува секогаш. Ама овде шанси не се случило тоа пошто мене ме бутнал некој или сум имал врски, не, пошто живееме у таа земја. И онда оваа земја е полна со можности, само треба да ги препознаеш и треба да работиш. И ако работиш и ги препознаеш, уместо да седиш и да изиграаш жртва и да се жалиш, има шанси да успееш. Таква ни е земјата. Да, не викам дека е совршена. Меѓутоа, ако стварно се посветиш на нешто што сакаш и ако веруваш во тоа, мислам, рушиш зидови стално, без проблем. Таква е земјата. Не ти треба дозвола за рушење. Морам тука еден муабет да отворам друг, скрос ме интересира твојот став. Значи, факултетот за драмски уметности продуцира кадар. Колков процент од тој кадар, значи зборувам и за режисери, и актери, се, продукција, се, го наоѓа патот? Колков процент, значи дали е тоа личната борба, личната приказна на луѓето кои што излегуваат од ФДО, или пак државата треба да направи некој систем во кој што ќе каже стоп, ова ни се многу актери, имаме многу луѓе кои што не се вработат и нема каде да одат. Значи нема капацитети, нема толку многу театри за сите да работат. Тоа е, мислам дека тоа е отсуство на концепт. Отсуство на концепт за живот воопшто, за општество. Така. И тоа е последица нели на цела папазјанија у која што живееме задниве 30 години. Јас кога студирав, имаше класа режија на 4 години, класа глума мислам на 2, ако не се лажам. Само да кажам, не можеше секоја година да се запишеш на факултет за режија. Така, мислам дека сега тоа можеби е променето, не сум сигурен. Меѓутоа, она што се случи пред некои десетина, можеби 15 години, од прилика се појма, не сум добар со времето, особено кога зборам за дистанца нека. Повеќето од моите колеги, оние кои што не беа вработени, ги вработија. Дури се деси повторно уште еден преседан. У принцип стално се вработуваат глумци. Глумци, драматург, ту и тамо. Али тоа се кадрите од академија, од театарскиот дел, кои што вообичаено се вработуваат. Меѓутоа, што се случи? Пред некои 10-15 години, една од овие влади во нашето живење реши да направи на социјална мерка која што испадна фантастична фактички за сите кадри на ФДО, а подоцна и на вториот факултет. Есра е сега исто. Да. Мада мислам дека сега дури има и во Штип нешто. Појма не е ни битно, али сега да кажам дека во еден момент решија да вработат режисери, да вработат драматурзи, што до тогаш не постоеше. Тоест беше извадено од систематизациите на театрите. Тоа постоело во бивша Југославија, претпоставам, имало in-house режисери, ама после тоа го извадија. И сега одеднашка се врати тоа и онда тоа беше огромна шанса, па ја мислам некои 20 режисери се вработени низ театри во Македонија. Што е супер од една страна, ама и сето тоа мора и да се искористи. Ние многу често се наоѓаме во ситуација да ево ја на пример последната представа пред 12 во МНТ јас работев 2019 или 19 или 18 година, мој термин. Значи тоа се 6 години. Да. Кој што не сум сработил ништо во мојот матичен театар кој што ме плаќа. Така, јасно. А покрај мене има уште 7 режисери, или вкупно сме 7. Не е ни битно, сакам да кажам, значи многу режисери вработени, малку работа, а во меѓувреме има, нели, како се менува власта, се менуваат и директорите на театрите, што е безсмислено, и онда било каков континуитет ти го рушиш. Се разбира. А ние сме колатерална штета од една страна во таа ситуација, а од друга страна никој не се буни, затоа што ние работиме цело време, секако. Да. И ете, ова е еден од тие парадокси за кои што јас зборам цело време. И у секој случај благодарен сум на позицијата која што ми се отвори, мислам се отвори. Работиш до таму секако, ама сакам да кажам, безсмислено ми е да се жалам за било што затоа што функционира. Многу е чудно, као космотиск. Ама работи. Но озбилно смешно е дури, али ете така некако функционира. Да, супер. Ајде малку да те вратам на почетоците, не знам, како дете. Што сакаше да правиш како дете најмногу? Што те забавуваше најмногу како дете? Какво дете беше Синиш? Кога си ја препозна желбата за сцена? Многу рано.
израснав баш малски живот, израснав во Карпуш 4, цело детство ми е на улица, буквално немаше нели мобилни интернет и такви работи, така немаше дури имаше фиксен телефон, па ако заглавиш од еден блок од друг, не знаат ни кај си. Толку те нема. Нит па има Амбер Алерт, нит па некој дига джева и исчезна дете, ќе се врати. Така сум израснат као и сите деца од овој, претпоставам тој дел од нели овој годиниве, не знам 70-ти, крај на 70-ти, 80-ти години во Скопје, Македонија, дел од Југославија во тој момент. Али како да супер безгрижно детство и онда негде прво, второ деление ја учев во Јоан Горан Ковачич, што е многу блиску до тогашната македонска телевизија, тоест тоаш беше радио телевизија Скопје во Нерези. Сега е таму Телма. Да. И таму имаше едно детско драмско студио, Софија Гогова Верчаковска го водеше. И пошто ние претпоставувам бевме најблиското школа до телевизијава, многу често доаѓа кај нас и прашува кој сака да оди. Да. И ја бев едно тие деца кои што дигнав рука. И тргнав да му тоа детско драмско студио, таму се забавувавме, учевме како да читаме правилно, како да говориме литературно, акцентски целости, бла бла бла, целата приказна. Баш се приметува мојот говор дека баш така зборам се. Си научил се што треба. И почна тука различни ангажмани пред се во радиото, снимавме радиодрами, сите гласови кои што беа за деца во радиодрами ние ги позајмувавме, па потоа имаше некои детски емисии, во тоа време имаше шарена емисија за деца. Не можам да се сетам на другите, али еве таа ми текнува, не е ни битно. И онда дојде оној грандиозен проект на Стефановски Јунковски Бушава азбука. Да, и тука ја се запознав прв пат и со камери и со студио, пошто сум едно од децата кои што играше во Бушава азбука. И тука негде се роди таа моја желба за воопшто работа повторно, ќе кажам, во ентертејнмент. Да. Пошто тачно таму и тргна, значи. И нели после се дешаваат различни работи, ја бев дел од детско драмско студио скоро до некои мои 15 години, да речеме, отидов средно. Тука имав некој свич мал, пошто моите работеа во фармацевтска индустрија, мајка ми е фармацеут, татко ми економист беше, ама како и да решив да се упишам на фармација. Да, прва и втора медицинско фармација учев, после тоа сватив дека не е тоа за мене и се покажа опција. Тоа се отворија тие опции да се иде као да ку Америка. И отидов во Америка као да завршам средна школа, пошто имав многу кредит, тогаш прв пат дознав што е тоа кредит трансфер систем, тоа не постоеше кај нас, ние учевме све и свашта. Јако ја дојдов на првиот ден на школа, овој училишен као кај тој гајданс канцлер ми ги гледа свидетелствата и се вика, ама дечко, вика, ти си завршил средно? Како мислите? Па не вика така, имаш кредити, си имал органска хемија, ваква хемија, биохемија. Премногу предмети се завршил. Вика, ја можам да ти понудам на тебе advanced placement предмети, тоа да се кредити кои што ти важат за прва факултет, чисто више пошто си тука. Фантастично. Така некако заврши таа приказна многу брзо со мене и кога се вратив, дефинитивно, пошто друбев таму, имав супер некое друштво кое што се бавеше со уметност. Доста бендови, музичари, таква некоја откачена екипа. Не, до крај на подкастот има да признаеш дека си уметник. Имаше различни бендови и музичари со кои што дружев, они ме воведаа тој некој таму свет на имав среќа да бидам супер период у Америка, значи тоа се 90-ти рани, 93-та, негде 94-та. И да бидам во едно друштво кое што фактички беше дел од таа нека DC хардкор панк сцена и баш се дружев со нив и сакам да кажам, они ме наведоа дека ме вратија ваму кај што сум почнал као дете, така почнав да гледам, не знам, европски филмови во Америка, да слушам малце пооткачена музика од другите и така натаму и се тоа. И онда кога се вратив во Скопје, летото ја бев више као немав ни пуни 18, имав 17 години, али ја мислев дека имам 34 више. Така и се понаша. Као не земав 2 за 1, 20 за 1. Да. Нема везе тоа се нели она детски болести ги надминуваш и ги пораснуваш како и да, али така се осеќав во моментот и така и најверојатно и сум се однесувал. Ама како и да, дојдов во Скопје, решив дека ќе идам на ФДО и сакав да запишам филмска режија. Убеден бев дека филм ќе правам, ја ќе правам филмови. Меѓутоа, пред воопшто да поднесам документи, мојот покоен тетин Иван Ивановски, наш театролог, ми вика, слушај, мислам дека е боле да упишеш театарска режија, филм стално можеш да снимиш со театар. Апсолутно.
театар, малце подршка со филм. Океј, го послушав. Не ни размислував на темата, но само го мал бев и го послушав. Буквално, значи, постар човек, мислам, човек, советот постар човек и она, идемо дале. И доаѓам на приемен испит, у комисија Унковски, Љубиша Георгиевски и Данче Чедрески. Бум. Се супер, али не ме примаат, тоа што сум мал. Евидентно мал сум, го читам концептот кој што сум го дал, не знам, имаше некој Хамлет, као требаше да напишеш концепт, смешки тотални од денешен аспект, али она што беше посмешно е дека не се разочарав тука, него решив некои други опции, као Натфис, кој што беше најблиско тука у Софија, или Фама у Прага, и други бркав сите тие ствари, се мислев дал да учам чешки или бугарски. Дојде август и викам, ќе пробам втор пат. Да. На вториот круг и влегав на вториот круг. Пораснав за 2 месеца. Толку требаше. Ма не, со оглед на тоа дека тогаш си било 18 на 19, како стигна да режираш прва представа? Значи, ја на 17 се упишав на ФД. Уште имам 17. Јас сум роден во ноември, ова се случува во август. Јас сум најмладиот студент на ФД. Се уште. И нема везе, ме примаат, тераме све тоа. На крај на прва година треба да правиме, имавме, не знам, на прв семестар на колоквиум у зима правевме Чехов едночинки, се сеќавам. Добро. А требаше као некој современ текст да работиме за крај на година, сцени, не цела представа, туку сцени, тоа беше главниот испит. И ја, као нели најамериканизирана нашата класа, ја следев доста американската современа драма во тој момент, Дейвид Мамет, еден од моите најомилени автори ден денес. И он има само што го напиша тој текст, Едмонд се викаше, и се сеќавам дека го преведов со пенкало. Немав компјутер, немав. И после тоа не знам го прекуцаа све и го работевме тој текст. И не знам, после тоа токму тој текст кој што го работевме на академија, сите добија 10, ја добив 8. Да. И следната година со мојата драга колешка од класа Наташа Попласка, со која што некако кликнавме одма уште од почеток. Решивме да идеме да куцнеме на врата УМНТ. Тоаш беше директор, ако не се лажам, Љубо Петрушевски. Мислам дека тој он беше, да. И ништо, во принцип, влегавме, не примија, испивме кафе, чај, сок, што да е. И направивте дел. И се договоривме дека ќе го правиме ова. И имавме на располагање целиот ансамбл на МНТ. Тогаш беа сите млади глумци таму, типот на Никола Ристановски, Тони Михајловски, Јордан Симонов, Микич, Владо Јовановски, Владо Јачев, кој играше друг таму? Игра Билјана Таневски. Ја памтам. Кили, имаше една плејада на екипа, плејада на ликови, Нино Леви, Емил Рубен, Перо Арсовски, значи има огромна беше екипата, играа сите и стварно сите ни помогнаа, направивме нека представа која што се изигра, некоја, мислам, 2 сезони играше, некои 20 и кусур пати. И така. Ето тоа. Ја мислам дека се од утре веројатно ќе има на 19. Веројатно ќе им даеш идеја на многу млади луѓе да тропаат почесто на врата. Нека. Во принцип со секој млад мој колега кој што ќе се сретнам или на било кој начин влеземе во комуникација, секогаш им ја раскажувам прво оваа приказна, второ значи се обидувам да им помогнам на било кој начин можам, пошто навистина ми е битно да има континуитет цела оваа приказна, зашто ние патиме од воопшто као нација патиме од дисконтинуитет. Мислам, златното доба на драмски театар е 80-ти, златното доба на МНТ е претходна. Па сега има ново. Сакам да кажам, све се периоди, а меѓу време огромни дупки во кои што ништо не се случува и тоа е страшно. И тоа е, мислам, последица токму на тоа што не си помагаме едни на други, а малку сме. Треба да се сакаме и да се почитуваме. Да, скроз. Скроз. Ако треба некој да те наследи, зошто би му правел сопки? Треба некој да напротив, ја многу би сакал да во твојата рубрика кога препорачуваш, секој ден препорачуваш некоја друга представа, не само на Синишев. Да. Сите представи, па не, ама сериозно стварно, пошто и овде пак се враќаме на тоа што е тоа уметност. Повеќето од моите колеги претпоставувам дека се сметаат малку повеќе за уметници од мене. И мислам дека тука е негде у преводов се губиме. Сериозно. Јас стварно, значи, кога правам нешто, особено и музика кога правам со PMG и воопшто сега кога правам представи или кога правам поема некој, што и да правам,
гледам прво мене ми се допадна. Јас сум пред себе на естетски тест. Со себе. Знаеш, и сега работата ме научила да препознам што ќе работи, што нема да работи. Точно знам. И тоа е искуство, тоа не се учи на факултет, не се учи, не се чита од книги. Тоа е буквално, значи, она што викаат, нели, мечка да синеш од планина. Так, буквално е така. Буквално е така. Особено што ја во текот на мојата кариера во еден момент сватив дека чекај бре, ти ништо не знаеш, човече. Ова зборам сега на почетоците, така, кога си пошто тоа е најсмешното у нашиве кариери. Кога искачаш од академија, мислиш дека си најпаметен човек во свет. Мислиш дека све знаеш. Кој? Овие врска нема. Сега ја ќе дојам и ќе растурам. И тоа е ставот. И тоа е супер еден пркосен став. Меѓутоа нема причина за тој став пода. Второ, не знам како да кажам, не е ни подкрепен со ништо. Ти си завршил факултет, браво, да ти даеме медаља, мислам, завршили уште милион други луѓе, нормална работа ето. А сакам да кажам дека работата и искуството те прави подобар. Ако работиш многу и ако си посветен на тоа што го работиш, едноставно чувствуваш, тоа не можеш да го опишеш, ама знаеш дека знаеш. У еден момент стигаш таму. И кога ќе дознаеш дека знаеш не све, пошто секој ден учиш нешто ново, тоа дефинитивно. Значи, не само тоа, него и ставовите ти се менуваат. Ја, например, сум имал едни ставови пред година дена, сега имам други. Што не значи дека тогаш не сум бил во право или дека сега сум во право. Едноставно се менуваш. Развоен процес е животот. И ама моментот кога ќе го осознаеш тоа дека ништо не си знаел вчера е фасцинантен. Нели? Да, и тоа е она што мене вози цело време у мојава работа. Али пак да се вратиме на уметноста и на она што ни се случува во театарот, мислам дека во моментот кога ќе сватиме дека постоиме за другите, а не за себе, мислам за себе се разбира. Разбира, ама значи јас сум тука затоа што некој одвоил од државниот буџет да создадам нешто за да ти го направам денот тебе поубав, знаеш? Пошто стварно ми е битно да им го направам денот поубав на 30.000 луѓе, не на 300. А за жал живееме во град во кој што критичната маса секогаш, без исклучок, барем во последниве 30 години кој што ја творам во овој град, е 300 луѓе. И тоа е супер. И ова многу добро го знам од инди сцената на која што припаѓам во музиката, така. И за секој кул настан во Скопје стално се 300 луѓе. И најверојатно истите 300, знаеш. Они се уште се осеќаат као млади, ама тие се тие. Има сега некои нови деца, има една сосема нова генерација која што ми е многу возбудлива и гравитира околу лабораториум и скроз, значи немаме ни допирни точки, буквално она можат најверојатно и пола од нивни деца да ме бидат. Али како и да гледам дека го имаат жарот со кој што ние работевме кога бевме клинци. Така да тоа е супер, ама повторно огромни се дупките. Кога на настан од типот, немам појма, не знам што, земјотрес сега беше пред 2 недели, не успеав да одам, ама знам точно што се случило, пошто секоја година не бев тука овој пат. Меѓутоа сам да кажам, кога ги гледаш истите фаци со години наназад дека се таму, гледаш дека нешто не е окей. Знаеш, пошто ти гледаш нови деца, ама нови деца мора да го преземат факелот и да го носат дале. Знаеш, пошто у еден момент се прашаш до кога? Јас. Да, знам. Не сум ни јас тој, знаеш, ама зборувам сега воопшто за една цела сцена. Морам тука да спомнам, бидејќи ги спомнам младите и тој градски живот, културен живот, уметнички, како сакаш речи го, не мора да го ставиме во некои рамки. Еден од луѓето кој што многу се грижеше за тоа да го пренеси и да им го покаже тој начин на живот на младите беше Мирко Попов, кој што тоа го правеше многу успешно. Навистина остави генерации зад себе кои што ќе го памтат и ќе го памтат по таа основа, тој баш пионер. Не џабе така го нарекува. Вие бевте и пријатели и соработувавте и бевте блиски, знам. Не е лесна таа загуба за сите, па за некој кој што бил близок со него. Можеш ли малку да ми кажеш за таа љубов? За љубовта кон музиката, за љубовта кон тој начин на живот. Да, музиката е она што не спои, дефинитивно, што многу одамна. Ја се запознавме така што неколку години беше постар од мене
Он ме препозна као клинец на улица со Соник Јук мајца. Така, мислам, така да од таму тргна нашата Типично дружба. за него скроз. Да. Така тргна нашата дружба и као вика овој Копилјов е интересен да се дружим. Така и тргна све тоа да станеме неразделни пријатели, дефинитивно браќа, фамилија и све тоа. Така да, Мирко беше неуморен борец до крајот. Да. И у принцип Скопје уопште не е ни свесна што изгуби. Полот Скопје не ни знае, али мислам, јас се надевам, ја барем во текот на мојот живот дека ќе направам се да едноставно Скопје мора да има негова улица, мора да има институција со негово име, мора да има доста ствари, затоа што он е човекот кој што го донесе Скопје на културната мапа на светот на крајот на 90-тите и на 2000-те години. Значи, кој ќе дојдеше у Скопје на техно журка, што и да тоа значи денешно време, ужасно звучи, ама како и да кој ќе дојде, значи, во Скопје и во Лондон и во Берлин и во Париз и значи луѓето што беа таму беа и овде. И не беа звезди као денеска, него бевме да пукне и правевме сцена заедно. Бандата од Белград исто. Само да кажам, значи во тој момент Скопје беше центар на светот. Тери Френсис едва чекаше да дојде во Скопје да свири у петок. Мистер Си и така натаму. Сакам да кажам, значи тоа беше момент кога нешто се деси тука и за жал не успеа да трае многу долго, пошто се десија различни работи кои што едноставно го уништија ноќниот живот во Скопје. Меѓутоа тоа е 1 промил од работите кои што Мирко ги направи за Скопје. Тоа е самиот почеток. Сето она што го направи подоцна, значи со создавањето на PMG Recordings, издавачка куќа која што се бави со независна македонска музика и промовирање на нови таленти кои што не им ни текнало дека може да се промовираат на тој начин до тогаш. PMG Jazz, подоцна PMG Tant, сите негови издавачки куќи, фестивалите кои што ги меѓу другото и Земјотрес го спомнавме. Мислам, Земјотрес е фестивал на кој што промовира нови независни македонски бендови. Така да. Ма богатство стварно. Да, есеите кои што почна ги пишува во подоцнижниот период, колумните, значи се што има направено за овој град, значи беше фокусирано на само за да биде Скопје модерен, современ град, како што заслужуваме на крајот на денот, како што сме и ние. Така да, мислам, загубата е голема, не знам уште дали некад ќе сватиме дека не е тука, уште немам сватено. Па не, така, да. Ама и така, знаеш како? Јас се понашам како да е нешто у Лондон, купува плочи, така и се понашам. Па така и треба, навистина. Така ќе го чуваме духот кој што навистина, мислам, јас го памтам како дели флаери пред МКЦ, значи таква љубов, таква жар кај некого. Тоа е искрена преданост и знаеш повторно се враќаме на тоа кога го сакаш тоа што го работиш. Не можеш да бидеш грешен едноставно затоа што се даваш себе си, знаеш, емоционално се трошиш и тоа е она што е битно, пошто ние буквално во секој настан што го правевме се дававме себе си. Буквално, значи во секој смисол, значи дали физички, дали емоционално, дали финансиски. Буквално во секој смисол се вложувавме себе си во секој настан за да направиме нешто, за да сите се забавуваме, за сите да ни биде добро. Тоа беше поентата на нашето постоење. Да. И искрено се надевам дека некој ќе успее буквално да го преземе тој факел и да продолжи понатаму. Мирко го правеше тоа кај нас. Сега нема кој да го прави, мислам се разбира дека има, пак ќе кажам, милион деца и има и некои негови современици кои што го прават истото да не испадне сега дека он е единствен. Ама наистина не знам, нема таков друг човек, нема и ќе го памтиме како навистина како дијамант кој што го имавме. Знаеш што сакам да позборуваме малку? Не знам дали е клише или дали е само муабет кој што врти помеѓу таа фела, тие кругови. Креативните луѓе, уметниците, како сакам речи ги, креативците, оние кои што го имаат поривот во себе, бидејќи креативноста насочена во уметност, дали е ликовна, музичка, што и да е порив кој што уметникот го носи во себе и тој сака да излезе. Сега, не секој знае да се носи со тој порив, особено ако не е изреализиран. Дали мислиш дека имаат проблем со демони уметниците
и со носење со тој момент. Бидејќи знаеме, нели, муабетите дека секогаш имаат пороци, имаат проблем со... Апсолутно да, мислам, демоните се дел од приказната, ама не мислам дека тоа ограничено на луѓето кои што се во креативните индустрии, уметноста или ентертејнментот као таков. Као другиве не им ги знаеме приказните, па затоа... Па апсолутно да, мислам дека демоните се дел од нас, на дуалитетот, нели е концепт постои од почетокот на времето, така да да, апсолутно се дел од тоа и ја дури мислам дека се неизбежен дел, па дури би рекол понекогаш и многу корисен дел. Пошто, знаеш, мислам, спомна пороци. Што е порок, знаеш, мислам, порок е библиски термин, религиозен термин. Сакам да кажам, станува збор за ракурс, така поглед на свет. Некому е порок цигара, знаеш, некому е порок прељуба, некому е порок алкохол, некому е порок дрога. Некому е книга. Некому е книга. Ама тоа не е неопходно дека е баш така. Знаеш, секој си има, предпоставам, секој си има свој различен поглед на свет и во својот ментален склоп си прави ангели и демони, така, црно и бело. Така, и онда балансот помеѓу двете, ако го најдеш, така, тешко е да се најде, ама ако го најдеш, онда добро возиш. Со тоа што тој баланс мора да се одржува. Многу лесно може да превагне едната или другата страна, и многу често и тоа се случува, за жал. Да, за жал. Тоа ми беше моментот што треба да научат, особено младите, нели, затоа што ние веројатно некако сме исхендлале, знаеме како, нели, некако се научил баш да ги балансираш тие две работи, што апсолутно се служам дека веројатно секој човек ги има, само што пошто вие сте на сцена, па кај вас се гледа, па можеме да ги дискутираме. Да, моментот на небалансирање знае да биде трагичен за жал, меѓутоа не знам, од друга страна мојата поента е дека никогаш не треба да ги сопираме младите луѓе од тоа што го сакаат да го прават. Апсолутно. Никогаш да не ги учиме на моментот дај бе најди нешто практично, во ова нема пари, не. Не, ја мојата ќерка ја воспитувам буквално во духот на ова што го кажеш, значи навистина сакам она да биде среќна со тоа што ќе го прави. Значи не ме интересира јас да бидам среќен. Јас ја создавам својата собствената среќа, се разбира, таа како моја иднина е дел од мојата среќа, меѓутоа јас ќе бидам најсреќен доколку кога мене ќе ме нема, таа ќе биде среќна, а не да ме задоволи мене да, не знам, запише право, пошто јас сум рекол да биде правник или не знам што, или да упише глумица има да бидеш. Нема шанси, не. Напротив, ја дури во еден момент сакаше да стане глумица, се разбира, као и сите мали девојчиња. Ама лесно го решивме тоа и тоа е супер го решивме као последица на моменталната ситуација во светот и воопшто кај нас. И ова е тоа, конкретен пример. Не читаме. Мислам, генерално се помалку и помалку се чита. Книгите стануваат езотерија, тотална, буквално, значи многу мал број од луѓето воопшто посегнува по хард копија, ако читам ја на интернет, читам цел ден. Можда и тоа, окей, немам, мислам стварно. Ама сакам да кажам, следејќи го развојот на ќерка ми од дете во личност, така во еден период од незините рани тинеџерски години, она стварно, како каже, тато, ја ќе станам глумица, мора тоа, ќе упишам, бла, 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 цела таа приказна. И ја имам една библиотека дома, така фина, убава, голема, од книгите кои што сум си ги собирал у текот на својот живот. И викам, тато, гледаш библиотека, викам, бар пола од овие книги ќе треба да ги прочиташ за приемам. Не сакам да бидам глумица. Веднаш се откажа. Ама, мислам, она денеска супер, она више сега ќе упише трета година факултет, економија. Економија студира. Добро. Тоа ја занима, мајка е економиста, они си имаат некоја своја работа, си ја тера, ти све супер. Јас сум среќен пошто она е среќна, тоа сакам да кажам. Али најсмешно од све што она сега првпат на факултет почнаа да читаат книги и тоа ми е мене фасцинантно. Ја не можам да го разберам тоа како се завршува основна школа и средна школа, а толку малку знаење, мислам, ги гледам што учат. Страшно е. Страшно е, особено што
Мислам, ја не можам да разберам. Ја не викам, може јас сум бил бубалица. Ај вака, може сум бил бубалица. Добра. Ама знам дека и оние што не беа бубалици учеа поише од ова што денеска овие петкаши ве учат. Пошто Кирка ми беше одлична заврши. Значи, она учела тоа што и дали у школа, така прочитај ги овие две страни, оваа скриптава од овде, мислам, безсмислено. И тоа се информации кои што чуму. Да, ама мислам дека тоа е сега да не забегаме у Алекс Джонс Infowars, али имам јас свој некои конспираси теории кои што сам си ги креирам у глава за да ми стане поинтересно. Апропо читањето, ја мислам дека се наоѓаме во едно страшно време кај што ова не е последица на нашата негрижа за нашите луѓе во Македонија. Не, ова е последица на еден глобален тренд. Мислам дека различните програми кои што ни ги наметнуваа од типот, не знам, ваква програма, Кембридж, Оксфорд, бла, уствари работат на едно сериозно оглупување. Се надевам дека грешам, али мислам дека работат сериозно на оглупување на народот. Да денеска се наоѓаме во ситуација да она што не ни беше замисливо пред 20 години, денеска се случува и станува нормално. Да. Што е страшно. А од друга страна, за да ја завршам ова теорија на заговор, денеска, значи, сме сведоци на овој ненормалниот раст на вештачката интелигенција, така? Па онда имаме, не знам, Grok, ChatGPT, Perplexity, што има милион модели веќе на вештачка интелигенција. Јас се надевам дека грешам за ова што ќе го кажам сега. Ама јас велам вака. Целото ова што сега се случува, ние сме се у медиум, така, медиумите, пропагандата и сето тоа е измислено за на некој начин да се контролира, да речеме, населението, популацијата, не зборам сега конкретно се критичната маса, добро. Така, добро. Ама, нели е подобро да имаш вештачка интелигенција, која што ќе ја прашаш како се викам? Што треба да направам? Да дигнам лева или десна рака? Пошто до таму стигнавме. Страшно. Така, до таму стигнавме. Така, и сега, вештачка интелигенција тоа или седи некој тип вика... Ја не сум отишла до таму. Па и ја, не у своето слободно време забегувам понекад, али сега да кажам, страшно е. Да. Страшно е што све може, мислам, последиците на неукоста. Последиците на не читам книги, последиците на не ми интересира да е тоа за мене. Не пратам политика, не гледам вести. У реду е, не гледај вести, супер, ама создај мислење, ама создај го од твоите знаења. Знаеш, мораш да имаш некакви предзнаења за да создадеш мислење. Да, ама тие луѓе што имаат мислење, тие се нели са, кога зборуваме за глобално, за идеите, светските идеи, сите тие кои што владеат со светот, да речем, не им требаат такви луѓе кои што имаат свое мислење. Напротив. Не им требаат, нив им треба. Ние го гледаме тоа, јасно е како ден, затоа ја кажав уште на почетокот, јас мислам, оправдуваме војна, а овде истата некоја друга војна ја осудуваме. Ова може, ама ова е добро, да. Овде е окей да убиваме луѓе, овде не е окей. Да. И тоа проаѓа кај народот затоа што скроз ладно проаѓа. Тоа е тоа, оглупави го народот за да можеш после да им протнеш вакви тези. Да. И утре не знам, некој ќе ти каже на ChatGPT, ќе ти одговори, пи варикина, здраво е за рак, знаеш, и скроз. До таму сме. Ама и го прават тоа. До таму сме. Па не, има Рики Жервејс, еден од најпаметните луѓе на 21 век. Овој за мене еден од најголемите филозофи, он е на ниво на Сократ, на Платон, озбилно, сериозно, мислам, баш го ценам неговото мислење. Он ја има кажана оваа прича као апропо слободно мислење, апропо демократија и права, еднакви права за сите, нели? Вика, се е супер, се слагам, да, јас сум хуманиста, го сакам луѓето, го сакам животот. Вика, меѓутоа, ај вака, да се договориме година дена да ги извадиме предупредувањата од сите хемиски средства кои што ги користиме по дома. Do not drink, само да го тргнеме тоа. Да, отиде. И вика, после вика да идеме на референдум, да гласаме за ова или за ова. Да. И сега тоа е страшна мисла, нели? Страшна помисла. И дури би рекол малце фашизоидна. Ама од друга страна ние се наоѓаме во моментов на ивица помеѓу, мислам, таму е светов. Таму е страшно е дека мораме да бираме помеѓу едно и друго, а нема опција во средина, зашто во средина у моментов е фашизам.
Да. Она што денеска се нарекува центар и кој што ги by the way како се вика ги категоризира лево и десно оние за екстреми е фактички оној кој што буквално него не знам она. Ај забегавме, Ја не знам колку траеме, ама да, скоро сме 1 час, така да тука некаде ќе треба и да го завршиме овој. Мене беше скроз окей да си разговараме на такви теми кои што баш како ни тргна муабетот, така отворивме многу теми. Драго ми е што имаме луѓе како тебе. Ентертейнер, како сакаш. Чест ми е да ве слушам. Да, супер, фала ти што не служиш. Она што го прави, што сега прочитав, буквално деновиве, ќе го правиш, ќе го режираш и шоуто на К15, ете уште еден момент кој што ќе ги забавува луѓето. Многу успех во иднина. Прво здравје, љубов, мир, се што си сакаш. Ми беше драго да разговараме и да се гледаме на убави настани, на убави работи, да бидеме гости така што нека живее Скопје во еден урбан, културен, уметнички живот. Да живее Скопје, ти благодарам многу. Секогаш ќе дојдам кога ќе ме поканиш повторно. Ти благодарам стварно. Беше убаво. Фала ти, Синиша. Ние продолжуваме понатаму. Она што можам да го најавам дека и следниот петок во 20 часот ќе имате нова епизода од Соана на ти. Уживајте.